Добро утро, понеделнички, од студиото на Слободен печат. Со мене сте повторно со економските теми, а денеска мој гостин е господин Абел Бауш, универзитетски професор, со кого ќе разговараме за буџетот за 2024 година, а со тоа ќе опфатиме и многу други теми индиректно. Добро дојдовте, господин Бауш. Добро ве најдов, благодарам за поканата, во убава атмосфера, многу добро. Буџетот е проектиран на 5,5 милиарди евра расходна страна. Некои велат многу, меѓутоа некои даночни експерти со кои што разговарав деновиве велат тоа е и малку во однос на процент на GDP, во однос на други земји. Како вие мислите, дали е тој предимензиониран или па обратно можеби дури е помал за нашата земја? Вака се, историски ако се навратиме од осамостувањето на нашата држава Македонија, па до денеска, буџетот е нормално од година на година да имаме растечки буџет, затоа што нашата економија расте и потребите од самата држава растат. И сега, кога ние проектираме буџет, најнормално е буџетот да биде по некој процент поголем, пообемен и така натаму. Но мене ова не ме загрижува другата димензија на буџетот, затоа што во една страна се зборува за раздвоен буџет, ја давам ова димензија на обем на буџетот, а од друга страна во буџетот ставките на буџетот кои ќе ги видите, од оваа година уште драфтот не сме го виделе прочистен, туку од минатата година, а тоа се пресликува на оваа година, гледаме дека немаме некоја компонента на развојност во буџетот. Туку само она се поминува од година на година, потребите што треба да се имат тековните потреби во самата држава, тековните барања во државата, нормално е да се има ваков буџет. Сега, ако ние се споредиме со европските држави, ајде да речеме овие подобро споредени, подобро да ги споредиме со овие нашите тука Бугарија, Романија, Хрватска, ние немаме веќе преобемен буџет, од тоа што ако ќе направиме споредба со GDP-то per capita, ќе видиме дека ние сме многу помали обемни и со GDP-то и со буџетот со овие други држави. Растот е предвиден на 10%. Нормално е да се има раст, меѓутоа дали е нормално да се предвиди 10% во однос на година која што со реализацијата јасно е дека ни тоа што е планирано нема да се реализира до крај на 2023 година. Добро, ние економистите претежно кога разговараме трендовски ги гледаме ситуациите, односно на тренд се нафаќаме историски ние имаме таа дата од 1992 па нааму, кој ќе видите ние секоја година имаме еден вид на ајде да речеме таква реализација на буџетот, односно капиталните инвестиции, тука се нафаќаме кај таа варијабла на капитални инвестиции, не поминати поише од 40%. Што е навистина е премалце за да имаме развојна економија и развоен буџет. Зборуваме само за инвестициите, не за онаа груба стапка капитални расходи каде што влегува се што. Но ние ова варијабла ја анализираме. Сега, кога би имале вие, кога би барале поголем буџет, тоа се мисли на развојна стапка на буџетот со капиталните инвестиции. Односно, вие како го предвидувате растот на државата. Сега, ако го видите овој историски момент, ќе видите дека освен 2014 со Скопје 2014 проектот, кога капиталните инвестиции беа над 65%, останатите години сме ние тука на 40%. И има една друга работа кај оваа варијабла е тоа што тука не се нафаќаат, не се калкулираат оние основните капитални инвестиции, базични капитални инвестиции, туку и тековните инвестиции. Ако видите споредбено секое министерство во државата или секоја агенција што имаме, ќе видите дека реализираноста на капиталните инвестиции е многу мала. Сега, кога вие кажувате го покачувате буџетот на 10% ова година, мислам на 10% ќе имате нови расходи во буџетот,
и кога ќе видите таа капитални инвестиции стапка, ќе видите дека буџетот не издржлив е. И во моментот кога ќе имате избори или и да немате изборна година, во пола од годината одмah се нафаќате на ребаланс на буџет. Тогаш во ребалансот на буџетот прво што се кратат се тие таа капитална инвестиција, односно тој 10% од тој раст што го предвидува во буџетот. Тука е тој проблем кој што ние го имаме. Значи немаме еден вид на, хајде да речам, интегрираност на мерките, односно или кохерентност на мерките, или како сакат нарекувајте го, да имате една среднорочна политика на која што тие капитални инвестиции нема да се допрат, туку ќе се нафатите кон некои оперативни трошења кои се во државата многу влијаат и во растот на самата економија во нашата држава. При најавувањето на самиот буџет, министерот Бесими рече дека развојната компонента или прво да се стабилизираме, па потоа да се развиваме 2024, меѓутоа многу акцент даде значи на на државните инвестиции. Сметате ли дека со ова што сега гледаме може да се реализираат? Каде ваше вака гледање од страна како професор, каде ние толку грешиме во поставувањето на проектите, зошто не можеме да си го реализираме тоа што ќе си го зададеме? Вака се. Дај ќе се навратам уште еднаш кај изјавата на министерот Бесими. Прво, ние сме во изборна година. Секогаш кога сме во изборна година, ветувањата ни се некако преголеми, имајќи во предвид, ние го учевме ова на факултетот, нашите професори, дека граѓаните имат кратка меморија и за да се дојде до избори, до подобри резултати, се ветуваат работи кои што не може да се реализираат. Денеска е многу тешко да се прогнозира, да речеме, за наредните 2 до 3 години, со сите параметри кои што ние ги анализирам. Навистина е многу неблагодарно од оваа позиција, на која што, сега ја разговарам, да прогнозирам што би се случиле после 3 години, мајки предвид дека глобалниот тренд на таа економска криза навистина уште не е при крај. А фактот е тоа што Федералната банка на САД и Централната Европска банка уште не дадоа некој позитивен сигнал дека економската криза привршува или е при крај. Имајќи предмет и другиот параметар што ние, јас бев од оние што мисле дека дури третиот или четвртиот квартал ќе имаме некоја по-стабилна инфлација, ние тоа го немаме во овие моменти. Нели ќе завршиме со 9,5 и извештаите од ММФ и од Светската банка тоа ни го увидоа. А истото тие ни го прогнозира и за наредната 2024 на кој што не ни дадоа некој по-оптимистички економски раст во државата, па дури и инфлацијата ни ја пресмета на 5,6 до негде 6%. Сега, имајќи ги предвид овие компоненти, вие би требало да реагирате антикризно врз овие ситуации. Што ми паѓа мене на памет прво? Прво, вие за да не ја подгревате инфлацијата, треба да бидете штедливи код држава. Значи, прво, ова го кажуме дури од пред пандемијата и пандемијата. Нели имавме светска криза во 2008-2009 и нели ние требавме да штедиме, да. Во оваа ситуација државата треба да штеди. А ние го правиме обратното, народот го ставаме да штеди, со тоа што монетарната политика ги подига каматните стапки, а од друга страна ние имаме енормни трошења, буџетски, како да речем, неоперативни трошења, со тоа што вие уште повеќе ја подгревате таа инфлација. Но кога зборувате државата треба да штеди, дали мислите на тековни трошоци што ги има или мислите на инвестиции што треба да ги направи? Тука е таа компонента на развојност. Сега, инвестициите, ако вие инвестирате во капитални инвестиции, сега ова не го мислам само на инфраструктурно инвестирање, туку и во здравство, во образование, тоа интегрирано инвестиции во целото наше општество, ќе видите дека со тоа само што ќе помогнете на кризата, нели? Ќе можете некои одредени сектори да почнат да работат со инвестициите кои државата би ги дала кон тие реални
оператори, а од друга страна вие имате оперативни трошења, плати, придонеси, кои што цело време разговарате на некое покачување на таа минимална плата. Се ова многу непопуларно ова што го викам, но вие подгревате само инфлацијата, нели, правите притисок кон понудата. И во еден одреден момент вие ќе имате покачување на таа инфлација, затоа што преголеми буџетски трошења само ќе натера таа инфлација. Ако би имале една хармонизација меѓу капиталните инвестиции од една страна, тие самите ќе прават притисок врз раст на економијата и тогаш многу природно би имале и покачување на плати, и покачување на стандардот на живење и така натаму и така натаму. Зборуваме за државни капитални инвестиции, меѓутоа за приватните капитални инвестиции, како може во моментов да се стимулираат со оглед на нели економскиот амбиент? Дали може преку некои мерки на државата, и прави, нарочито за привлекување на странски инвеститори, многу ослободување, има државна помош, но како глобално ја гледате сликата? Има ли место за инвеститори во Македонија нови? Јас сум од оние економисти кои пред да мислам на некоја странска инвестиција да дојде во државата, секогаш се мислам во нашите потенцијали кои ние би можеле да ги направиме во државата. Нели, зошто сум толку реалист? Затоа што ние сме мала држава. Која и да биде таа странска инвестиција голема, немаме ние огромен капацитет за да привлекуваме некоја странска инвестиција. Освен само една ситуација, кога би можеле да направиме некоја интеграција меѓу државите што се наречеме во Западен Балкан или во балкански држави и би можеле некако да привлекуваме некоја инвестиција, нормално заедно, некоја поголема инвестиција и тогаш би било нешто друго. За некоја поголема инвестиција. За овие нормалните инвестиции кои би доаѓале од надвор, би имале некој фер третман. Ова со ослободување на даноци, мислам дека не е фер кон нашите компании. Сега, зошто го викам вака? Затоа што ние конкурентската способност на нашите компании ја намалуваме. Еве еден пример. Кога имавме оваа голема криза и со пандемија и со лендлок која имавме во светот и сега со оваа криза со храната, што имаме ова и со енергенците, ја ќе го цитирам професорот Жозеф Стиглиц, нели, економистот Нобеловецот, и тој се нафрли, тој укажуваше на тоа да немаме некоја монетарна политика од типот на ова затегнување на таа монетарна политика или невработеноста да се зголеми, да се намали инфлацијата, туку државите да се вратат на производство на храна. Сега, ние како Македонија, ние сме познати по добрата почва. Сега, ја нечемо да се навратам дека ние сме земјоделска држава и не треба да се нафатиме кон техника и технологија, но реалноста е оваа. Кога видов еден ден, дури 700 милиони евра сме направиле трговска размена за храна. И за елементарна храна, што е навистина поразително за нашата држава, имајќи предвид дека имаме добри капацитети на производство на храна, барем на таа елементарна храна, на овоши и зеленчук, како не понатаму. Ако ние не се навратиме да ги субвенционираме нашите проекти на земјоделие, кога викам субвенционирање, видите, ние не може да се навратиме пред 30-40 години земјоделие да направиме и да бидеме конкурентни на пазарот. Ние мора да се навратиме кон новите техники и технологии кои што ни ги наметнуваат од страна, за да бидеме конкурентни. Се тоа, ако можеме ние да го даеме кај нашиот земјоделец, ние ќе бидеме конкурентни на пазарот. А истото го правам истото го мислам и со компаниите. Ако ние нашите компании не ги едуцираме да бидат конкурентни на пазарот, а од друга страна, видите што им правиме, ние ги навикнуваме да бидат само господари на ова почва, на нашата почва. И да не можат никогаш да мислат на конкурентски способности. Ние имаме компании во Македонија кои се брилјантни, кои извезуваат надвор од државата и многу убаво функционираат тие. Но зошто на другите да им направиме таква иницијатива која што би можела да бидат конкурентни? За да биде ова вака, треба да имаме интегрирани одлуки во државата. Пак ќе се навратам сега кај буџетот.
кога ние ќе допреме инвестиција во буџетот, таа да има ефект во сите сфери на општеството. Еве пример ќе земам. Ако ние во образование направиме нова програма или инвестираме во образование, тоа образование утре да ја произведува предприемачи кои ќе работат во земјоделие, кои ќе работат во фабрики, во нови капацитети на некои креативни индустрии и така натаму. А истото тоа ќе се префрли и во здравство, истото ќе се префрли и во култура, и во инфраструктура и секаде. Значи, ние мора овие одлуки да ги имаме некаде интегрирани да бидат. Во овој момент во државата ја тоа не го гледам. Некако, кога ние инвестираме во еден сектор, како некако да направиме штета во другиот сектор. Еве, го имаме случајот со антикризните мерки. Со ограничување на цените, вие правите поголема штета отколку што го држите некој стандард на самите граѓани. Но да не заборавиме и изјавите што беа од министерот за економија, а потоа и бројките го покажа дека одредени трговци претерано отидоа со добивките. Точно. Ама затоа државата има механизми од типот на даноци и други механизми, не човечки фактор. Не можете вие инспектор да однесете да проверува дали се цените, дали одат на повисоко ниво или на пониско ниво. Затоа имате вие како држава механизми како овие големи компании да можете некако да ги сопрете или да ги застанете, да имат некоја. Сега не зборам за некој етички пристап да имат компаниите. Те никогаш тоа не има да го има, затоа што тие имат само една цел, да направат профит на компанијата. Но вие како држава треба да имате механизми како таа конкурентска способност што има тие компании да можете да ја направите на ниво на цела држава. Но дали се има чувство сега, барем провејува во јавноста, и мислам генерално веќе тоа и се слуша дека и државата има иста таква цел, државата да направи само профит и каде тука да се оправиме, како тоа да го тоа би отишло во вистинскиот правец, веројатно би било почитување на закони, почитување на некои норми и сосема поинаку. За жал, не знам, некако она предприемничка иницијатива во државата некако како да ја губиме ние, таа кондиција на предприемничка иницијатива. Ние сме пак ќе се навратам мала држава со само човечкиот потенцијал која имаме во самата држава, која е предприемничка иницијатива, би било навистина, ајде како да ја наречем како конкурентски во оне потеровиот дијамант, како конкурентска можност на самата држава. Ние имаме прекрасни иницијативи во државата од млади предприемачи. Сега видите, вие во моментот кога поставувате една мерка, останатите други ги уништувате од пазарот. Зошто? Еве ќе се навратам во нели беше за цената на леб, ако се сеќавате, и која дрскост од производителите на леб која излегува, вика немаме никаков како рекла оправданост и не произведуваме. Еден ден немаше леб. Замислете вие во ова да се направи во една развиена држава. И што може да се случи? А имаше еден друг случај кој видовте таа и предприемничка иницијатива од Штип или од Кочани беше, кој рече ја ќе дојдам, ќе го снабдам комплетниот скопски пазар со таа пониска цена. Или имаш уште порадикално, дури се јавува од Косово, од Србија, дека тие ќе ни донесат леб. Се видите, ова е многу нефер кон самите од страна на производителите и од друга страна што им се прави на самите граѓани. А од друга страна видите кој парадокс и производителите не се виновни за ова, кој парадокс се случува, на пример имате една бандерола во која купувате жито, купувате со некои видови на бандероли кои мора да ги плаќате тие бандероли за да може да го донесете житото тука. И такви ред други работи кои ни се прават во државата кои се навистина само ја кочат она конкурентска иницијатива на самата држава. Така. Раст на економски раст идната година предвиден 3,4%. Спорен
или остварлив податок? Јас пак ќе се навратам на она што како економист стално го велам, во нормални услови, не во вакви услови, во нормални услови, тој што ќе ми проектира во ова наша држава, кој што ќе ми проектира 3% економски раст, ќе речам не ни треба нас централна влада. Самата администрација, самото општество ќе си произведат сами себе си 3% економски раст или GDP-то ќе го порасна за 3%. Верувајте, ова го аргументирам секогаш. Значи нема потреба да имаме централна власт. Таа самата администрација и самото општество. Меѓутоа бројките сепак на крај покажуваат дека не стигнуваме до толку. Зошто ова го викам стално? Затоа што ние трошиме. Самите граѓани од година на година го менуваат стандардот на живење. Самите потреби на институциите на системот менуваат потреби и тие нормално одат кон развивање, не одат дегресивно наназад. Немаме ние војна овде па да имаме намалување на GDP-то, како што имавме годината која не беше пандемија. Но со овие показатели кои ќе ги имаме наредната година, и таа 3,4% нема да биде реализирано. Пак ќе речам, денеска е многу неблагодарно да се прогнозира економија, навистина е пренеблагодарна работа, и да се рече 3,4%, ја би сакал да биде 8%, 9% да биде економскиот раст, па да имаме 6% економски раст во наредните 10 години, па да имаме и стандард на живење и така натаму, но според параметрите кои ние ги анализираме и од друга страна кои ги гледаме од Светска банка, од Меѓународниот монетарен фонд, ние може да завршиме на 2,1, 2,4. Така. Тука сме. За крај, би го закружиле овој разговор со една горлива тема денувиве во јавноста, јавниот долг, околу 8 милиарди евра, на моменти се симнува под 60%, имавме и над 60%, меѓутоа работата е ќе мора повторно да се задолжуваме, очигледно како ќе враќаме со стапка на економски раст, што велите ќе биде околу 2,4 ако биде и толку. Пака се, јавниот долг е друг разговор. Веќе јавниот долг е многу лесно е да се задолжуваш, ама многу е тешко да ги враќаш тие средства. Економски кога разговараме за 1% или 2% покачување на јавниот долг, ти требат од 5 до 6 години да го вратиш тој јавен долг, да се вратиш во правобитната положба. Во овие параметри кои ние ги имаме, во ова ситуација. Јавниот долг, видите, кај нас дури јавниот долг е некако, кога ние се задолжуваме дури и за тие оперативни трошења. Да враќаме достигнати долгови, каматни стапки, па потоа взимаме долгови за да враќаме, за да покачуваме плати, да даваме плати и така натаму и така натаму. Ако видите развиените држави, тие високо развиени држави, тие се сите со над 100% јавен долг. Но кај нив тој јавен долг го сервисиране. Самата инвестиција ги враќа јавните долгови и тоа цело време тоа го сервисирате. Ја уште ова секогаш им го кажам на моите студенти, државата никогаш не умира. Е ентитет кој не умира, може да се задолжува колку сака. Но ние не може да имаме економски раст со задолжување кое ќе имаме. Вие може колку сакате да се задолжите. Но проблемот е дали ќе имате економски раст, тука е проблемот. Дали вие со тоа што во овие моменти, кога парите се прескапи и кога вие се обидувате да се задолжите, видите, има една стратегија која направило Министерството за финансии за менеджирање на јавниот долг. Тоа е некаде 5-6 години стратегија, среднорочна стратегија, која ќе ја видите вака многу убаво изгледа и многу убаво е направено како би се вратило со економски раст и развој. Но имајте во предвид дека во толку динамично обкружување живееме, во толку динамичен свет живееме, што може да ви се случи во секој момент да имате некоја криза, а од друга страна може во секој момент да имате прекрасни можности за да вие излезете од таа криза или да имате
многу таа експлозија од економски раст и развој како што има Бугарија и Романија во овие ситуации. Значи, вие мора да ги видите можностите. Сега се враќам кај јавниот долг. Јавниот долг е болна тема во нашата држава, затоа што овој јавен долг не ни е висок колку да речеме во Албанија. Или не ни е висок да речеме колку што има, мислам дека Србија има преголем јавен долг. Ама па тие го сервисираат јавниот долг. Тие имат одредени сектори кои им цветат во нивните држави. За да го намалат, ние само зимаме за да отплатуваме. Се видите, еве Албанија ја земам за пример, тие инвестираат во инфраструктура и затоа се задолжуваат. Но таа инфраструктура, јас сум убеден дека ќе им донесе поголем прилив на туризми. И тие ќе си го вратат тоа, каде да е, ќе си го вратат. Ама ние од друга страна со јавниот долг не правиме, не сервисираме ништо. За жал. Професор Бауш, благодарам што бевте утрово со нас во студиото, а ние продолжуваме со нашата програма. Благодарам.